Добро вечер, отворено студио, завршна дебата, понеделнички. Јас сум Сашо Арнауски, вашиот понеделнички домаќин. Мислам дека поминавме низ еден интензивен ден, исполнет со политика, а што друго ако не политика во оваа земја, барем тоа има секојаш доволно. Утре да ве потсетам, со вас ќе биде колегата Александар Чомовски, кој се надевам дека ќе има исто толку интересни гости и дебати како и ние денеска што поминавме низ тоа. Вечерашната дебата е посветена на високото образование. Јас имам вечера во студиото тројца еминентни гости, мои драги колеги и пријатели, професор доктор Никола Јанкуловски, кој што е ректор на Универзитетот Кирил и Методи, професор доктор Томе Неновски, кој што е ректор на Универзитетот Американски коледж во Скопје. Избравме да имаме и од државните и од приватните високообразовни институции, и професор доктор Петар Атанасов, кој што е заменик министер за образование, иначе наш исто така познат колега, пратеник бивши, а сега е во оваа функција во Министерството за образование. Добро вечер, и јас, гледайте, денеска поминавме низ тежок политички ден, во смисла, а тоа веќе трае со недели и така натаму. Кој знае што се мислат нашиве гледачи? Викаат, како сега ќе разговараме за високо образование, која цела држава врие? Може ли, професоре, да се разговара и треба ли да се разговара за овие важни теми, без разлика на овој, да кажем, живот што ни помина во разноразни турбуленции и политички превирања? Па секако дека, без обзир на политичката ситуација, треба и мора да се разговара на оваа тема, заради тоа што високото образование е еден од столбовите на државата, еден од столбовите на развојот на општеството и неговата иднина и неговиот напредок. Мене ми е тоа јасно. Јас сакам вечерва сите тројца да ве прашам, кој е рецептот според кој во Македонија конечно ќе имаме барем еден универзитет, ако не и повеќе, на листата 500 шангајска? Ја мислам дека е тоа веројатно за семинар дискусија, дека нема едно прашање, ама еве ќе почнеме со Петар, бидејќи сепак ја представува државата. Да, прашањето е на место, интересно е, секогаш се позиционираме каде сме ние во однос на ова што се случува во светот. Веќе мислам дека 15-16 години се изготвува оваа шангајска листа, каде што во регионот најдобро рангиран е Белградскиот универзитет за оваа година, мислам дека меѓу 300 и 400 место е. Словенците имаат, словенците се втори, имаат, мислам, во регионот, меѓу 400 и 500 место се, и тука е Загребскиот универзитет. Свеучилиште. Или свеучилиште, така наречено. Има објективни критериуми според кои се изработува оваа шангајска листа. Таа е компликувана, се разбира. Не е компликувана, колку што се строги критериумите. Так. Да имате нобеловци, да имате објавувани стручни трудови во најеминентни научни списанија во светот, индексите и базите на цитираност, и севкупно универзитетите се рангирани според критериуми кои даваат една слика. И доста е почитувана оваа шангајска листа. Ние, за жал, не успеаваме се уште да влеземе во првите 500, а мислам дека и во првите 1000 нема. За разлика од регионот каде што во Белград или во Србија има 2 универзитети веќе во првите 1000, Новосадскиот е, мислам. Дури во Словенија, Словенечкиот, Мариборскиот универзитет е втор во тие 1000. И мислам дека треба да се размислува како ние, еден од нашите универзитети, предпоставувам универзитетот со најголемите перформанси, да видиме дали можеме да таа листа да се пласираме. Еве ќе го прашам и професорот, пред да преидеме на колегата Неновски, ќе го прашам и професорот Винковски. Што е рецептот, професоре, за да се влезе на таа листа? Уким е универзитет со голема традиција, голем универзитет, а сепак не успева да стигнеме до таа стапка. Прво би рекол дека кога високото образование ќе си го најде правото место во општеството, тоа е една од најважните работи. Секако дека секоја држава треба да има и стратегија за развој на високото образование, кој што секако треба да биде, таа стратегија треба да биде апсолутно консистентна со стратегија за развој на науката. Тие две работи нели одат заедно, и секогаш кога ќе постојат вакви стратегии и кои што ќе бидат на приоритетните листи секогаш на владите, и кога ќе секако да ќе се земаат своје место во државата и во општеството, ќе имаме напредок во овој поглед. Значи, не само високото образование и науката да бидат декларативно
на одредено место, туку да бидат навистина да си го пронајдат своето вистинско место. Сакате да кажете, тоа е сепак групен напор, дека тоа не е само до образованието, тука е генерално до државата. Да. До општеството, ако сакате, дури не мора само државата. Така, рецептот, како што спомна заменик министерот Атанасов, го гледаме во околните земји. Значи, се додека околните земји, нивните влади не дадоа средства, државата не даде средства за наука, значи беа некаде исто на отприлика овие места како и нашиот универзитет. Не можеме да кажеме дека сме подеднакво на подеднакви места во поглед на средствата кои што ги оделуваат државите за наука и развој, кога ние секако дека нашата држава издвојува 0,1% од бруто домашниот производ, а една Словенија која што има исти број на жители како Македонија одвојува 2,2% од бруто домашниот производ. Значи огромна е разликата. Без одвојување на државата на средства за наука нема напредок, нема иновации, нема научно-истражувачка дејност, не може државата, општеството да оди напред. Професоре Неновски, доаѓате од приватен универзитет. Еве ќе се каже дека вие, да речеме, од државата не зависите во оваа директна смисла како што е државен. Па сепак амбиентот е таков што веројатно приватните универзитети не се во состојба да го коригираат овој тип на една општествена позиција која има образованието. Во целина сигурно дека не сме во позиција како приватни универзитети. Јас кога велам приватни се првенствено ќе се лоцирам во рамките на Универзитет American College Скопје, од каде што доаѓам. Меѓутоа во рамките на соодветниот универзитет веројатно дека се можни одредени напори да се направат за да се надминат овие состојби кои се неблагопријатни. Јас спомнавме на два пати на Република Словенија и денеска добивме еден податок од Светска банка кој ја рангира Словенија на прво место меѓу сите новопојавувачки земји, мислам од Варшавскиот пакт, од Советскиот сојуз, според квалитетот или индексот на компетенции. Ние сме на последно. Жалосно на вистините. Во Европа говориме? Зборуваме за 22-3 земји од централна и источна земја, само за тој дел се прави анализа. Словенија 0,79, ние 0,53. Тие начело, ние на крај. Професор Јанкуловски ги кажа причините овие финансиските и така натаму. Тоа е генералната слика зашто треба и државата во целина да преземи соодветни активности, стратегии, мерки и така натаму за кои ќе зборуваме подоцна. Меѓутоа, јас велам доаѓам од приватен универзитет кој што не чека да се случи во државата на државно ниво, а ние да не го следиме трендот на квалитетот кој што се бара. И јас можам веднаш да кажам што ние правиме или сме направиле, или пак во текот на емисијата да објаснам како ние влегуваме во некој. Тоа е добра. Еве ќе ви кажам, значи ние уште од кога се основа универзитетот пред 13 години сме си поставиле цел да се придружиме кон некои универзитети кои се во таа листа на 500 најсилни. А за овие претходно зборувавме во рамките на 1000, не 500, Словенија и другите земји. Значи ние ни во 1000 не сме, камоли во 500. И ние склучивме договори за соработка со 6 универзитети кои што се наоѓаат точно на листата на 500 најдобри универзитети во светот, два германски, два италијански, еден шпански и еден турски универзитет. Со нив имаме соработка, размена студенти и така натаму, меѓутоа она што е побитно во моментов да кажеме дека склучивме соработка со универзитет Тор Вергата од Италија, од Рим, имаме исклучително добра соработка, Тор Вергата меѓу првите 100. И не само тоа, него ние на 17 мај минатата година, 2017 година, склучивме договор за водење, реализирање всушност на програма двојна диплома на факултетите за економијата. И во Скопје и во Рим. 2 години во Италија, една во Македонија, односно 2 години во Скопје, а една година во Рим. Студентите ја користат таа можност. Во моментов имаме 16 студенти кои се во таква една размена и тие ќе добијат на крајот диплома двојна со 2 наслова на универзитетите. Број 1 Тор Вергата Рим, значи меѓу првите 100 универзитета, број 2 Универзитет American College. И тоа веќе им дава шанса да се презентираат дека завршиле на таков универзитет. Добро, затоа што мојата дилема всушност е дали е се само до парите. Се разбира дека парите се клучни за развој на наука во светот и тоа веројатно Макумина би го спорела. Но не е ли можеби до самиот концепт на образование? Видите, минатата влада дојде и констатираше дека образовната структура во Македонија е лоша. Пред се на ниво на работната сила и така натаму. И влезе во еден голем проект, мамутски проект на дисперзирање и на квантифицирање на образованието.
Тоа сега помалку и повеќе, не знам дали се согласувате, доведе до еден полош квалитет на образованието. Значи, сакам да кажам, може би не е само до парите, туку е заправо и до пристапот на тоа како го реформирате образованието. Петар, не знам дали... Да, секако. Изминатите неколку години бевме сведоци на една појава на масовно студирање, каде што добивате илјадници нови дипломи, но со нив не доаѓаше соодветно знаење. Од една страна, политичарите или креаторите на политиките сакаат да го покачат процентот на оној дел од популацијата кој има завршено високо образование, со што Македонија беше многу ниска на тие рангирања и се успеа да се помести. Коригира, да, па некаде не сме уште на европскиот просек, но се дигна. Тој процент на луѓе или граѓани, работна сила со завршено високо образование. Но при тоа, менувајќи го процентот над 30, мислам сега, 32-3% на популација што има завршено високо образование, брзината на процесот, масовноста на процесот доведе до нарушување на други столбови внатре во системот. Така што, можеби, падот на квалитетот со оваа квантификација донесе да се нарушат некои други елементи од системот, кои сега некако повторно треба да се реорганизира за да се врати концентрацијата на квалитет. Инаку не е се до парите. Во високото образование на универзитетот, мотивацијата, посветеноста, професорската кариера, дострелите, врвните дострели во секоја наука, во научна дисциплина, во интердисциплинарните проекти, тоа е нешто што само може да се посака. И таа посветеност, таа професура или истражување до кој каде може да допре, потоа тоа пренесување на студентите, општествени вредности, науки, развој, технологија, сето тоа е еден заокружен циклус кој не можете да го постигнете за неколку години. Тоа е нешто што во кругови може да се мери 2-3 децени за да заокружите еден степен или циклус и да го покачите квалитетот. Јас знам дека сте ви одскоро во Министерството за образование. Месец дена е. Така, месец дена и не мислим дека треба сите одговори да ги имате. Меѓутоа, мора да постои некаква пресечна точка во таа равнинка помеѓу масовност и квалитет. Ние спомнуваме Словенија, во Македонија има 23, а може и 24, тој податок не е правни факултети. Во Словенија мислам дека нема повеќе од 5. И сега, како да ви кажам, ја не знам што значи цифрата од 20 на правни факултети. Дали тоа е импресивно, да... од друга страна, гледате, тоа е веројатно и барање на пазарот. Би немало толку, кога би немало некаква пазарна логика. Не треба ли државата да влезе тука со друг тип на логика, не само пазарна, туку логика кој што ќе бара висок квалитет, кој ќе бара критериуми и така натаму. Па, образованието не е ефтина работа. Кога вие кажувате дека ефтино ќе студираат сите, а трошоците некој мора да ги покрие, и веќе влегувате на политики, можеби се допира и со мал популизам, еднаквост во студирањето, да го дозволите на што поголем број од популацијата, но секако дека има начини да се внимава на квалитетот и како тоа да се постигне. Ако, например, во Република Македонија, како е еден простор со 2 милиони жители, колку можеме да имаме експерти или професори во една област од некоја дисциплина? Ние имаме 23 катедри за уставно право. Па, еден, двајца, тројца врвни професори во некоја област. Да. Сега не може да имате вие 20 универзитети или 10. И уште нешто, продорот на приватниот капитал во високото образование одеше онаму каде што со помалку инвестиција би добиле некаква вредност или профит или се разбира во таа рамнотежа, дали е универзитетот бизнис или образование или истражување. Некои универзитети внимаваат, приватните, некои не, но и во јавните нема еднаквост. Кај јавните универзитети имате разлика во квалитет, во бројки, некаде доминира една гарнитура па друга. Никогаш немате праволинијски развој. Секогаш мора да внимавате, затоа што резултатите некаде таму после 10 години се гледаат. И тука, после еден 10 годишен период, може да видите дали еден универзитет, еден факултет, една катедра направила некој пробив, дали ги слушате тие имиња на тие професори некаде, дали значат нешто, дали се појавуваат во јавноста. Имате професори на јавните универзитети, да кажам, кои никој не ги познава, а се бават со општествени науки. И гледате 20 ликови се борат да кажат нешто, да поправат нешто, да дадат нешто паметно, некој мислење, другите ги нема. Така што има многу елементи кај тој професор или статусот на универзитетот во општеството. Сеќавам ректорот Тенкуловски, се согласувам, кажа на почеток, многу е важна општествената
тежина на еден универзитет. Се чувствувате ли, професоре, вклучени во градењето и за двајцата важи во градењето на таа образовна стратегија? Не дури и заради сегашната политичка екипа и предходната и следни што ќе дојдат. Дали мислите дека доволно се исцрпува тој капацитет што постои на универзитетот конечно за стратегија за образование разговараме. Не разговараме за стратегија за не знам што друго. Ве користат ли се? Чувствувате ли повикани и во ситуација да кажете што мислите? Недоволно се чувствуваме повикани заради тоа што кога се правеше стратегијата за развој на високото образование, ние апелиравме и она што беше понудено од Министерството за образование, имаше универзитетот доста забелешки, кои што можда немаше доволно и време од страна на Министерството да се инкорпорираат тие наши забелешки, меѓутоа стратегијата не беше на задоволително ниво, донесена од Министерството пред некое време. Мислам што се однесува до студирањето и масовноста, би сакал да кажам тука, значи секако дека масовното студирање што беше зачестен пример во минатото, навистина доведе до тоа да дојде до дерогирање на квалитетот во високото образование. Се извинувам, вие сте хирург. Мислам дека има 5 медицински факултети во Македонија. Нели? Да. Не знам што е пострашно, 20 и кусор правни и 5 медицински, кој знае? Да, секако 20 на универзитети во Република Македонија, како што спомнавте, кога ќе се спореди, пак би ја зел Словенија, каде што има 5 универзитети. Македонија не е толку богата земја ни одалеку да обстанува и обстојува со 20 на универзитети. Навистина, тоа е голем проблем, заради тоа што кога зборуваме за државни и јавни универзитети, секако дека средствата, колачот се дели, кога ќе се подели на повеќе дела, нормално средствата што ќе останат за секој поединечно ќе бидат многу помали. Така што тука би ги спомнал исто и школарините, кои што пред 7-8 години беа драстично намалени од некаде 800.000 евра на 400, односно 200 евра мислам на партиципацијата, направи едно тектонско пореметување на работата на факултетите. Не смееше и не можеше тоа да се направи подеднакво за сите факултети. Не можеме подеднакво да ги рангираме биомедицинските науки со општествените, каде што буквално и да нема некој посебен трошок. Да. Така да без анализа, која што секако е еден нормален дел во работата на анализите во светот, не можеме да ги изедначиме тие школарини. Се надевам дека со Националниот совет за високо образование, кој што со нестрпливо го очекуваме да се формира, сите овие прашања ќе бидат решени, заради тоа што навистина сето ова што го кажавме до сега представува еден голем проблем во високото образование, во функционирањето на универзитетите и факултетите. До функционирањето ќе дојдеме во следното прашање. Неновски, ги вклучуваат ли приватните универзитети како ресурс за давање идеи околу стратегиите? На државничко ниво? На државно ниво. Не толку, не доволно, понекогаш да, кога ќе дојде некој законски проект од овој тип што беше сега последниот, нели? По време бевме консултирани, меѓутоа не во некоја учествува некоја длабинска анализа за да можеме да ќе кажеме проблемите или пак да дадеме соодветни идеи. А од друга страна пак она што мене ме радува е што со деловниот свет пак имаме некаква комуникација, што оттаму фидбекот доаѓа, што е она што му е потребно на стопанскиот живот во Република Македонија. Ние имаме еден силно развиен деловен совет од 150 фирми кои што работат во 6 кластери, тие многу ни помагаат во креирањето на студиските програми. Всушност нема една студиска програма која претходно не била верификувана од тој деловен совет за да дадеме на одбор за акредитација. Тој фидбек многу ни помага, затоа што тука практично треба да го надоместиме она што недостасува, а во целина го се согласуваме сите, а тоа е квалитетот. Ние имаме повеќе образование, не е спорното, имаме 28 институции високообразовни, од кои 7 универзитети, тоа е точна бројка. Меѓутоа таму повеќе се нуди образование отколку вештини и компетенции. И нам Шангај не мери по вештините и компетенциите, не само по образованието, тоа е еден дел. Сакате да кажете структурно не сме прилагодени на тоа што е потреба. Апсолутно. И некаква мерка, критериум. Не сме, затоа што квалитетот таму ќе се измери. Дали деловниот совет ја прифаќа студиската програма, дали ги прифаќа студентите, дали ги
прифаќа на пракса кога одат, дали ги прифаќа на работно место да дојдат, и тука се мерилата кои што ние ќе ги покажеме. Еве и уште еден пример ќе ви кажам. Ние сме членка на една американска акредитација, на еден совет за акредитација на бизнис факултети и програми, ACBSP викаме ние, која пак е акредитирано тело од Централното министерско тело нивно за акредитација, ХЕА се вика. И тие ни прават, значи не примија пред 7-8 години во членство, ни прават една детална секоја годишна евалуација каде сме со сите тие активности што квалитетот ги бара. Меѓу другото, дали ги праќаме студентите на практика, какви се повратните информациите, дали се вработуваат, во колкав процент се, значи секоја година ние даваме извештај, а на секоја некаде втора година ни доаѓаат на евалуација. Тие не евалуираат. Не е лесно да влезеш во таа агенција, меѓутоа е многу лесно да излезеш ако не го спазиш квалитетот. И тоа е еден вид, да речам, порака и за други универзитети, повеќето за приватните универзитети, за да на тој начин ние се најдеме на пазарот на трудот, да му се понудиме на пазар, да не препознае пазарот на трудот. Државниот универзитет ја има таа пракса со работка со реалната економија, со реалните потреби? Да. Секако, значи во светот е модерен тројниот хеликс систем, така наречен, кој што фактички представува една спрега, една синергија помеѓу универзитетите, помеѓу бизнис заедницата и помеѓу државата. Значи, меѓусебно сите овие три фактора треба да бидат партнери кои што ќе сработуваат за да дадат максимум за воопшто развојот на општеството, така што во овој поглед ние како универзитет на почетокот на оваа година формиравме едно трговско друштво со име Innovate, кој што фактички представува центар за трансфер на технологии и иновации, од кои што иновации понатаму ќе се формираат спин-оф компании, кои што ќе бидат понатаму презентирани во глобалниот пазар на трудот, односно ќе бидат умрежени за нивни побрз раст и развој. Исто така би спомнал тука, на почетокот на оваа година формиравме едно трговско друштво, поточно Академија за обуки, кое што фактички ќе представува едно трговско друштво кое што ќе се занимава со обуките на јавната администрација, на реалниот сектор, односно и приватниот сектор. За тој тип на... Нудиме услуги, тоа се експертски услуги кои што нормално треба да ги, да не речам и по закон треба да ги да се обавуваат на овие профили. Тоа трговско друштво секако со својата експертиза и професионални стручни обуки ќе придонесе за развојот на образованието, науката и самото општество. И само уште една работа пред скоро време ние како Универзитет Свети Кирил и Методи го препознавме овој момент, така што успеавме да направиме еден проект. Проектот фактички беше поднесен до владата. Секако дека фондот за иновации беше главен кој што се смеам, ќе ви кажам зашто се смеам, зашто поднеси до владата, ќе се вратиле на тоа. Направи проценка на квалитетот на проектот, односно Универзитетот Свети Кирил и Методи, кој што фактички е доминантно влезен во тој конзорциум со светски компании за поддршка и развој на мали и средни предпријатија. Значи, еве поврзаноста на универзитетот, бизнис заедницата и стопанството, кое што е многу важно за развојот на едно општество. Овој акцелератор секако со поддршка на владата и средствата кои што ќе ги добиеме во 3 години. Знам, професор, гајте да ви кажам сега. Тоа истата расправа имавме пред пар недели овдека со луѓе кои што седоа од IT секторот. Ова вие што го спомнувате фондот за развој е 10 милиони евра. Кога владата ќе реши да лови гласови, на земјоделците им дава 130 милиони евра субвенции. Значи, кога владата ги има парите, само очигледно дека ги распоредува така како што интересот за да веројатно опстане на власт. Значи, знаете како, кој ќе видиме дека владата, сега Атанасов се извинувам на кај вас гледам, бидејќи вие сте представник на владата. Ако владата навистина сака да направи интервенција во квалитетот на образованието, не е дека ги нема парите, се работи за приоритетите. Ако можат земјоделците, ја судам земјоделската политика, ја мислам дека реформата е пропадната во земјоделието, па затоа се купуваат
со пари гласови. Но очигледно дека кога ќе им дадете на универзитетите нови 100 милиони евра за наука, ќе видите веројатно како ќе напредуваме кон Шангајската листа. Не знам дали се согласувате. Може би тој притисок недостасува, бидејќи кога земјоделците ќе го затворат регионалниот пат или автопатот, не знам, Скопје-Солун, има ефект, а кога професорите се бунат, нема ефект. Еве да истото прашање го поставиме на вистинскиот пат. Дали ние финансираме или сакаме да финансираме, може да финансираме образование за работно место, или сакаме да вложиме во образование за развој. Тоа се две различни работи. Ако сакаме да вложиме за работно место или за поединец, тогаш се расфрлате со некакви, не знам, средства, па алоцирате одредени позиции, процеси пратите, поддржувате понекогаш. Но ако сакате развој, ако сакате локален економски развој, ако сакате општествен развој, ако сакате промена на климата во државата, вие авансирате, инвестирате во цели процеси. Фондот, го спомнавте фондот. Фондот за иновации и технолошки развој е нешто што го започна претходната влада. Целта е да се инвестира што повеќе во развој. Но тука има и неколку стратегии. Вклучувајќи ги европските фондови, Хоризонт 2020, има доста пари кои се тука околу нас. Значи тезата е дека пари има, не ги користиме како што пари треба. Има, Но ти гледате, се дигна паника околу... Сега се разбудивме. Околу Болонскиот процес. За десетина милиони се дигна таква врева и таква политичка криза настана, а тоа е веројатно за некоја посериозна фирма, компанија на Запад е дневна инвестиција во развој. Болонскиот процес не разбуди сите. Не разбуди, затоа што од Болонскиот процес наваму свативме дека сите нивоа на образование, вклучувајќи и високото, треба да произведуваат вештини, компетенции и она што е практично, доста веќе со теории. Значи тоа беше будење. А следно, вие мора во општеството, државата ги поставите така, на тој начин, целото истражување и развој, од кој научното истражување е само еден сегмент. И сега зависи колкава економија имате, што треба да инвестирате. Се согласувам дека мора да биде универзитетот побогат малку. Подценете, нели? Сега секоја политика секогаш сакала да кокетира со високото образование, тоа е тренд во целиот свет, не е само кај нас, но доколку се постават работите како што требаат и се инвестира. Кај нас подолго време не се знае што се финансира во високото образование. Еве ќе ви кажам, и од страната на политиката, и од страна на универзитетите. Па имате една мала битка тука, секој на своја страна сака помалку. Ние се уште немаме точни параметри што колку чини. Колку чини еден професор, колку чини еден студент, па се ценкаме што ќе плати владата, кои се трошоците што ги покрие министерството, па колку ќе инвестира, па имате богати универзитети кои се исто малце егоистични, па се однесуваат со своите ресурси или она што... Во која смисла богати? Богати во однос на запишувале, например, со години наназад и субвенционирале по 400, 500, 600 студенти, од кои добивале партиципација, па имате многу проекти на универзитетите, на големија факултети, како што ги нарекуваме. Во исто време имате и мали факултети кои се многу важни за општеството. И нив мора да ги финансирате, каде што имате индивидуална настава, каде што мали групи, каде што имате... Се разбира, сето тоа чини пари. За да чини пари треба да имате еден автономен систем. Македонија не може да си го дозволи тој систем. Има пари за инвестиции, но ние како образование мора да сме во поддршка на развојот, на економијата. Но и реалниот сектор, приватниот сектор не секогаш сака така малку да инвестира и секогаш гледа дали може со мала инвестиција да добие поголем квалитет. И не се согласувам, стално ја слушам таа реченица веќе 1, 2, 3 години, дека не се произведува добар квалитет и немаат фирмите што да користат. Сега, образованието е процес со нивоа. Имате општо ниво, па посебно ниво. Образованието може да образува и за работно место, и поспецифични компетенции но сето тоа е во мал пазар, знаете, тоа е многу прескапо би било. Но има доволен производ, но и реалниот сектор треба малку да влезе во тој циклус и на истражување и развој и на образование. Факт е дека кај нас нема донации од реалниот сектор кои што би поддржале образование. Овие универзитети и факултети кои ние говориме, ајде да не одиме на овие Айви лигови кои што се Харвард, Стенфорд и така натаму, меѓутоа таму реално донациите на компаниите се главниот дел од да кажам финансиската потпора која имаат. Кај нас тоа е веројатно прашање на историја, на традиција, но дури и студенти кои што завршиле на некакви матични факултети немаат обичај да, не знам, една стипендија годишно да обезбедуваат од својата фирма за некој студент.
И тоа е веројатно една од точките која што треба да се промени, да се промени тој однос кон високото образование. Не знам како чувствувате. Неновски, вие сте на приватен универзитет. Таа традиција кај нас се уште не е воспоставена, веројатно и потребата и оценката за потреба на приватните предприемачи кај нас не е на толкаво ниво за да оценат дека финансирањето на одреден тип на кадар ќе носи ним бенефит, корист кој што понатаму ќе се манифестира во поголема нивна продуктивност, резултат, профит и така натаму, иако има исклучоци. Да. Има исклучоци, јас не смеам да ги генерализирам состојбите, има исклучоци што дават и стипендии или финансиски помошти, ангажираат луѓе, односно студенти кои се покажале во практиката дека се добри па ги вработиле и веќе работат, јас ќе кажам 90% од нашите дипломирани се вработени. Значи факт е потврден од нивна страна. Тоа е за нас еден добар показател. Меѓутоа генерално во земјата недостасува оние што европскиот простор за високо образование го нагласува во своите правила, стандарди и критериуми, услови. Условите се организација, финансирање, наставен кадар, обкружување, фирми и така натаму. Меѓу другото и финансирањето. Ние го спомнуваме неколку пати. Има во буџетот, за мене код министер ќе се согласи или не, тоа знам, меѓутоа во буџетот јас знаејќи дека го предавам тој предмет јавни финанси, секогаш има резерва на пари кои што можат порационално да се искористат, отколку за намени за кои што се користат. А да инвестирате во образование, тоа е рационална инвестиција. Таа се враќа, тоа е долгорочна инвестиција. Образование и здравје, тоа е веќе цел еден човек кој што ќе го носи општеството напред. Иначе со 0,1-0,11% не можеме да оствариме овој буџет од средства. Само уште пример да ви кажам, значи во последниве 7-8 години јас сум член на една комисија на претседателот на државата за избор на најдобар млад научен работник во претходна година. Па не се сеќам дека во тие години некој од домашната екипа на научни работници Македонија добил таква награда. Се некој во Словенија, во Австрија, во Германија, некои наши деца кои што постигнале врвни резултати. Пред 2-3 години имавме кандидат на која листа на чија листа во апликацијата се појавија 77 наслови во списание со фактор на влијание. Со импакт фактор. Тоа беше неверојатна бројка која ја видовме. И кога поставивме прашање од каде се тоа, па јас добивам средства. Слушайте, постои една, веројатно знаете, прочуена изрека на еден од претседателите на Харвард универзитетот, која му забележале дека студирањето на Харвард е скапо, а тој одговорил: обидете се да видите цената на ефтино студирање. Така што се разбира дека парите и квалитетот имаат врска и се поврзани. Но каде се тука професорите во целата оваа и наставниците во целата оваа равенка? Кој е квалитетот, задоволството, нивото на професорите и така натаму? Бидејќи оваа експлозија од универзитети се разбира дека значеше и колку илјади професори има. Има сигурно 4-5 илјади професори само во универзитетски професори. Тоа е со приватните или без приватните? Со приватните. Во образложението на законот новиот стои 4110, точна бројка на професори со работници, од кои 2900 и нешто се само професори, другите се работници. Ќе се согласите тоа дека за земја од Македонија, за земја од големина Македонија, тоа не е занемарлива бројка. Која е состојбата со, еве вас ве прашувам, професоре, како се задоволни наставниците и професорите? Додуше, со кого и да разговарам, сите имаат список. Незадоволни. Како вам ви се чини? Па вака, прво би почнал да не зборувам во име на другите јавни универзитети, би спомнал за Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, кој што продуцира компетентни и стручни кадри, кои што високо котираат на пазарот на трудот, и дека е тоа така покажува и фактот што имаме голема бројка одлив на тие кадри и мозоци во другите околни земји. Што се однесува до партиципирањето на државата во науката, сакав преска да спомнам, доволно само да спомнеме дека во Србија владата даде 14 милиони евра за наука и тоа беше еден драстичен скок на науката во таа земја. И да не одиме понатаму, само да спомнеме дека од првите 20 универзитети што се на Шангајската листа, 17 се од Соединетите Американски држави. Значи тоа зборува све за состојбите, мислам, од финансиски и материјален аспект. Што се однесува до професорскиот кадар, наставниот кадар, сите знаеме дека за да се дојде до звањето редовен професор треба од прилика 20 на години.
барем на Универзитетот Свети Кирил и Новиот Методи. закон дава малце помало. Да, Просто, да. побрзо се да стига до Значи, тоа се со ригорозни критериуми, кои што навистина ги прават професорите доста квалитетни, стручни. Секако дека е многу важен моментот на нивната мотивација и награда од аспект на плата. Ако спомнеме дека платата на професорите на Универзитетот Свети Кирил и Методи е од прилика некаде, зборувам за нето, Во просек? Или, добро, повеќето, таа не е изедначена на сите на факултети. повеќето факултети не е изедначена. Така? Знаеме дека платите беа замрзнати некаде 90-тите години и масите на средствата, на финансиските средства за платите беа тогаш замрзнати и тоа е фактички заостанат еден момент кој што веројатно треба сигурно да се компензира понатаму, односно да се зголемат ниските плати на професорите. Колку е висината на платите, професоре? Од прилика некаде нето плата е 30.000 денари. Само 30? Само 30. На тоа доаѓаат сега додатоци, предпоставувам, бидејќи за 30.000 денари... Предпоставувам и дека додатоците се символични, сигурно дека има некои додатоци, меѓутоа не е тоа кој знае колку. Тоа од прилика доаѓа на вработените во јавниот сектор, значи кои што се на среден ранг. Јас имам пријатели, да речеме, професори на медицински факултет и така натаму, каде што навистина платите се, вака да кажем, сега да не употребам претежок збор, ама ниски. Ниски се секако и како и во спрема нивото на образование, на значење на струката се ниски, така е сигурно. Значи професорите се едуцираат долги години навистина за да се стигне до звањето редовен професор, меѓутоа сепак не е доволно, значи недозволиво е тоа ниво на плати во Македонија, така што тука подитно треба да се променат работите. Каква е состојбата во приватниот сектор? Па не можам за сите генерализирано да кажам, се разбира, тоа се интимни некои затворени информации кои што ги користат универзитетите. Во Американ колеж сето тоа е во рацете на одлуките кои што ги носи менеджментот на основачот, нели? Меѓутоа се користи еден правилник кој што ние сме го нарекли така и крстен правилник за академско оптоварување, каде што се земат предвид часови, предавања, постдипломски, магистерски, докторски студии тие работи, па ангажирање во катедри, во комисии. Сето тоа заедно создава една големина на плата која што ја добива соодветен професор. Не можам за просеци да зборам, затоа што и да кажам ќе сгрешам, меѓутоа општо би рекол дека задоволството е добро. Не се 30.000. Бидејќи гледате, професор, јас стварно ве прашувам како може да се стигне до списание со импакт фактор со плата од 500 евра. Мислам, ајде и двајца не прашувам. Па секако дека да се објави еден труд, треба и потребно е да се направи некоја, тоа е вака најважно да постои некој научно истражување. Се разбира. Тоа научно истражување за да се направи треба да се има некоја материјално-финансиска поддршка, дали од аспект ќе биде реагенси, дали ќе биде на било кој друг начин. Социолошко истражување, биолошко истражување, бидејќи не ви објавуваат во странски часописи зашто сте вие многу паметни. Туку сакаат да видат резултати од тоа што го работите во струката. Меѓутоа, ако најмалата вредност за да се објави еден труд во часопис меѓународен со фактор на влијание е најмалку 30.000 денари, значи една плата како што спомнавме пред малку, тогаш кој е мотивот на професорот да објавува трудови со импакт фактор? Ние како Универзитет Свети Кирил и Методи успеавме со наши сопствени приходи, односно од средствата од интегративната дејност, да одвоиме значајни средства, колку што ни дозволуваше ситуацијата. Например, ние во текот на една година финансираме околу 100 професори кои што ќе објават трудови во часописи со импакт фактор. Понатаму неколку... Вие како универзитет ги финансирате? Ние како универзитет ги финансираме заради тоа што 18% од овие интегративни средства одат исклучиво за наука. Тука се и научни проекти кои што од прилика по еден на секој факултет даваме средства и то не се малку, 240.000 по проект.
Тука 340.000 што? Денари, да. Така што, колку што дозволува ситуацијата, ние се трудиме. Каква е состојбата на приватните универзитети? Имаат ли тие интерес да инвестираат во истражување? Сигурно дека има. Сигурно дека има. Повторно ќе зборам за универзитетот од кај што доаѓам. Секоја година се формира на ниво на универзитет одреден фонд на средства кои се користи за поттикнување на научно-истражувачка работа. Објавување на трудови во разни списанија, не само списанија со импакт фактори, туку и другите, и во другите се плаќа, со тоа што ако се објави во списание со импакт фактор, тој што го објавил или група двајца или тројца најмногу, добиваат соодветен надоместок како награда за објавениот труд, меѓутоа тука да не го заборавиме и придонесот на Министерството за образование, затоа што објавен труд во списание со импакт фактор се наградува со соодветен износ на средства од нивна страна. Според тоа, тој дел на поттикнување е присутен кај вработените. И со задоволство можам да кажам дека голем е бројот на тие наши соработници, професори кои објавуваат такви трудови, меѓу другото заради нивната активност. Пред се, заради нивната активност, објавување на трудови во меѓународни списанија, Универзитет Американ Коледж од Шангај е рангиран на 5-то место меѓу универзитетите во Македонија. Број 1, мислам фактор. Научно-истражувачката работа, а таа е сепак резултат на поттикнувачките мерки на Даде тој закон некаков резултат, Атанасов, во смисла на инсистирањето за импакт фактори? Или и тоа имаше проблеми? Бидејќи беа стандардите прилично високо поставени. Начинот на кој се изведе сето тоа беше околу еден агрегатор или индексиран систем кој е строго комерцијализиран. Web of Science на Reuters е најкомерцијалното и најскапото нешто што постои во објавување на научни списанија. Но има и десетина други во светот, не е само тој. И сега, ние како општество или универзитет каде што малку се инвестира во науката, наназад 15 години со нула почна инвестицијата. 14-та година, мислам, само се покачи поради лабораториите или некој. Че зависи што сакате да произведете. Има поддемократски индекси, каде што можете да се мерите исто така колку ве цитираат, дали ве познаваат. Но и тоа не е страшно. Видете, во одредени науки доминираат одредени држави. Во општествените науки доминираат англосаксонскиот свет. Во медицинските доминираат 2-3 други држави. Таму се плаќа, во техничките трети, некаде се плаќа, немате меѓу $500 и $1000 вие да платите, откако ќе ви го изберат текстот за да ви го објават. Значи некаде е поевтино. Значи има и демократски. Google Scholar е најдемократското индексиран пат за да се измерите дали сте цитирани или не. Така што може секој да си го провери сопственото. Но е некое мерило и квалитет. Мора да се појавите на пазарот за да се измерите. Но е важно исто така што сакате да развивате во државата. Дали сакате атомска енергија да развивате или развивате некои економски гранки или каква работна сила оспособувате, која ви е структурата на работната сила. Нема таму за година 2-3 процеси. Мора сите тие заедно да се направат. Знае ли Македонија што сака да развива? Па, се обидуваме да ги склопиме некако коцките, иако морам да признам дека работејќи 5-6 години интензивно во системот на сите нивоа на образование, универзитетите се едни живи организми кои многу се разликуваат меѓу себе и многу зависи од нивната мотивација, нивната иновативност, во кои проекти професорите учествуваат, па имате многу разлика меѓу универзитетите, но се живи организми кои заслужуваат поддршка, не да ги притискате со закони, со правила. Мора да им се даде мотивација за да работат што повеќе. Да не размислуваат колка ќе им биде платата, туку да размислуваат што тој професор или тој тим или во таа наука до каде може да стигне, што може да помогне во тој научен свет. Има и тие индивидуални патишта се многу важни. Не можам да не искористам, бидејќи влегуваме веќе во завршницата на емисијата. До каде е со усвојувањето на статутот на Скопскиот науки? Бидејќи статутот се усвои во август, ако не се лажам, професоре, така беше? Не статутот. Чи вака, законот за високо образование 8 мај влезе на стапи на сила, 3 месеци имаше период во кој требаше јавните универзитети да ги согласат и понудат своите нови статути. За жал фати летото и статутите на јавните универзитети се во прва фаза во Собраниската комисија за образование и наука. И се уште од таму треба да тргне процедурата за да се доврши. Добро, ама ако не се лажам, се укина претходниот статут. Сега, на што е на сила сега во УКИМ? Ако може да кажем. Да, се разбира. Значи, од како стапи на сила во средината на мај новиот закон за високо образование, беше даден законски рок
да во рок од 3 месеци се усогласиме ние универзитетите со законот за високо образование. Затоа август го спомнувам, знам дека беше некаков крај. Беше кажано од тогашното министерство да до 5 јули јавните универзитети во Република Македонија, претпоставувам и за приватните, беше исто да ги дадат своите предлог статути. Да. Но од 5 јули, значи ние ги запазивме тие рокови, од 5 јули до ден денеска не е дадена согласност од страна на собранието за... Собранието е основач на универзитетот Кирил и Методи. Затоа е неопходна... сите јавни универзитети, но сега, од средината на август до денеска ние сме во еден правен вакуум. Правен вакуум кој што навистина буквално замрзнати се многу активности, функционирањето на универзитетите и мислам дека, ете, меѓу другото, би спомнал дека многу делови од функционирањето на универзитетите не можат да течат понатаму, заради тоа што навистина немаме статут и ние универзитетите, односно и единиците на самите универзитети. После, откако ние ги дадовме статутите во собранието, каде што навистина ние дадовме статут кој што беше кај нас изгласан со огромно мнозинство. Мислам дека имавте само еден воздржан. Само еден воздржан на ректорска управа и само еден воздржан на Сенат. Тоа е огромен успех и тоа е навистина бројка која што е за поздравување. Атанасов беше и пратеник и мислам се ке се обидувавте да помогнете во целата ситуација. Сега сте на место заменик министер. Гледам дека собранието може да се случи неделава да се распушти. Што значи тоа? Дека ќе влеземе барем уште до следното ќе биде негде во јануари, ако има неколку круцијални работи што се важни во новиот закон за високо образование, каде што може да помогнат во целиот процес и на концентрација на квалитет, но и каде ќе се развива универзитетот. Пред се тоа е во формирањето на новата агенција за квалитет и двата одбора за акредитација и евалуација, кои треба да не направат членка на оваа Европска асоциација за обезбедување на квалитет во високото образование, каде што се уште не сме. Во регионот само ние, Црна Гора и Босна не сме, другите се. Таа агенција ќе не донесе во тој правец. Законот бара да се формира национален совет за високо образование и финансирање, исто да испегла некои работи. Главните дилеми околу, не е толку драматично, мислам дека носењето на статутите, главниот проблем или главните дилеми околу статутите и усогласувањето со новиот закон се околу позицијата на ректорот, на Сенатот, поделбата на МОКТА, гласањето внатре, изборот на... Има неколку работи што новиот закон го ги нуди. Зошто тоа би интересирало државата ако Сенатот веќе се договори и ако постои нешто што се вика автономија на универзитет? Затоа што државата ги дава основните финансии на што се засниваат јавните универзитети, но собранието е основач и ги има сите ингеренции, сите права да действува и во законот, но и во статутите. Последниот збор ќе го има собранието, секако, не министерството. Да, бе разбирам, ама мене ми се чини како известно ограничување на автономијата на универзитетот, ако веќе поминал статусот со таква бележита, да кажем, мнозинство и така натаму, сега одеднаш кој е тоа? Пратениците си или министерството е тоа кој што сака да интервенира во статутите? Цела поставка е во процедура. Никој никого не сака да, веројатно, пренесе жеден преку вода. Учествува универзитетот во дебатата околу тие прашања? Каква е процедурата? Повикани ли се и тие на, предпоставам дека на комисиските расправи сте секако повикани? Немало комисија до овој момент. А оно што сакав само да довршам со една реченица, значи УКИМ направи, Универзитетот Свети Кирил и Методи направи статут, кој што беше оквалификуван од страната на Комисијата за законодавство при владата на Република Македонија, значи без суштински забелешки, значи нема нешто во статутот што се коси со законот за високо образование, така што сметам дека е неупатно од страна на Министерството за образование што се дадени забелешки. И лично сметам дека е тоа мешање на извршната власт во автономијата на универзитетот. Атанасов, вие доаѓате од универзитетот, нема бегање. Интенцијата или духот на Законот за високо образование беше да возможи подемократско управување со универзитетот или со универзитетите. Добро. И тоа беше концептот што е понуден во новиот Закон за високо образование. Сега внатре ние ќе се согласиме, мора да се согласиме, нема кај да одиме. Сите страни имаат своја одговорност, и собранието, и министерството, и универзитетите. Знаете, најмалку ние прашање
да сето тоа го прилагодуваме на некој од нас, дали е политичар, дали е представник на универзитетот, дали е представник на министерството. Треба да го најдеме патот кој во рок од 5 до 10 години универзитетот или јавните универзитети ќе ги изведе некаде понапред и да зборуваме каде е местото на еден од нашите јавни универзитети во оваа листа шангajска за која почнавме. И тука има различни искуства во регионот и надвор од ова, сами треба да го одбереме патот, но автономијата на универзитетот се боревме сите за таа, е неприкосновено во сите незини димензии. Да, но ако законодавецот оставил да ние како универзитет тоа решиме, било кое прашање, не е важно дали е ректор, декан или не е важно управувањето со универзитетот, функционирањето на конкретно и на студентските организации, управувањето, собранијата на студентите, без кои што не може... Професоре, парите како ги трошите или боќта како ја генерирате? Ако Министерството направило закон и оставило останатото со нашата автономија да го средиме, а не се коси статутот со законот, навистина, значи не гледам потреба и тоа треба навистина подитно. Апелирам до заменик министерот да се реши ова прашање. Поверете, чувствме за државните универзитети. Оно што професор Енкулов ќе го кажа, важи за сите државни универзитети. И со законодавецот стриктно рекол дека основачот е тој што треба да даде согласност на статутот на државните универзитети. И да го прифатиме тој, иако видовме дека има тука нека колизија. Меѓутоа, како можеме да прифатиме, или тоа е веќе еден вид неравноправност на приватните универзитети, кога ректорска управа го прифати статутот на Универзитетот Американ коледж, Сенатот го прифати, го усвои, основачот даде согласност и би требало, ако веќе... Тој се уште чека? Не, би требало тука да ставиме точка. Значи, основачот, и овде се чека на основачот и да се стави точка на став. Меѓутоа, кај нас нема точка, има запирка, односно се чека владата да даде согласност. Така, приватните... А не се пари во праше, парите се наши, не се државни. Владата во процедура ги носи статутите и тука, мислам, помалку има некој... Чекаме. Чекаме. Веќе се во подготовка неколку, мислам дека прашање на Денкова 3 или 4 статути на приватните... Принципијално е прашањето што мора владата се меша во управувањето, освен ако не е нешто противзаконски. Ама законитоста ја презема ректорот со давање на изјава дека ќе штити законитоста во работењето на универзитетот. Јас имам секој ден пред мене закон за високо образование и го гледам и го читам. Неновски, а тоа ќе важи за сите тројце, бидејќи завршуваме. Кога би ве прашал која е една реформа која треба да се направи во образованието, да изделите една реформа, која е таа за која вие би се? Несување култура на квалитет во високото образование во целина, почитувајќи ги стандардите и правилата на Европскиот простор за високо образование и на Комисијата за оценка на квалитетот на одборите за акредитација на ЕНКА, како се вика така натаму, кој што ние се уште го немаме, се уште не сме членка, и најпосте формирање на таа агенција за квалитет во Република Македонија. Професор Јанкуловски, вие која би била вашата една? Мојата една би била можда една од најважните, значи да се избориме да обезбедиме организацијски и функционална автономија на јавните универзитети, кое што секако ќе придонесе да се зголеми квалитетот на високото образование во Република Македонија. И уште една би додал, тоа е вреднувањето на дејноста во поедини научни области, подрачја, кои што секако дека, значи, она што пред малку го спомнавме, значи не може сите дејности да имаат подеднакво вреднување, вреднувањето на цената на чинење на студентот, вреднување на загарантираната плата на професорот и сите вакви работи кои што се во врска со високото образование, кои што се надеваме дека Националниот совет за високо образование ќе ги реши, значи да си дојдат сите работи на своје место. Професорот имаше долга листа на приоритети. Вие сте представители државата, имате право да две. Краткорочна, навистина новиот закон дава можности да се примаат асистенти на универзитетите, да ги примиме најдобрите, надпросечните, одличните, оние што и надвор имаат кариери и дома, да го освежиме универзитетот со кадри, тоа е краткорочно, а долгорочно ќе мораме некако да се мрежиме сите, зашто нити универзитетот може сам, нити реалниот сектор, нити па креаторите на политиките можат сами да прават. Сите заедно може да направиме, но тоа е веќе подолгорочна стратегија.
Господе, јас ви благодарам вечерва што отворивме една споровозна тема, секој се мисли го образование. Да беа овдека политичари, ќе беше веројатно многу пожустро. Меѓутоа, мислам дека, почитувани гледачи, мислам дека образованието мора да се дискутира и мислам дека и ние како, да кажем, корисници на јавниот простор и застапници на јавниот интерес во Македонија, тоа се медиумите, треба да обрнеме внимание, бидејќи на крајот на криштата сите ние доаѓаме од некаков образовен систем и сме толку добри колку што тој систем е добра по целина. Ви благодарам што бевте цел ден со мене. Јас сум Сашо Ордановски. Останете со 1 ТВ, следуваат вестите, мојата колешка Елена Джугуманова, а утре сте со колегата Александар Чомовски. Пријатно и добра ноќ.